Новите анализи на водата од водоводниот систем на Македонска Каменица потврдиле дека водата од системот е исправна за пиење. Како што информираат од Камена река, анализите извршени од Центарот за јавно здравје Кочани покажале дека испитаните примероци на вода за пиење одговараат на законските и стручни прописи во однос на испитаните параметри за бактериолошка и физичко-хемиска анализа, со што се надмина проблемот со квалитетот и исправноста на водата за која пред 3 дена беше алармирано дека не е исправна за пиење. Во моментов снабдувањето со вода за пиење од постоечките зафати од река Горештица и Моштичка река. Јавното предпријатие Камена река уште еднаш упатува апел за рационално користење на водените ресурси, со што сите заеднички ќе придонесеме за надминување и решавање на проблемот и да се стави крај на ширењето на дезинформации заради остварување на политички поени. Истакнуваат од јавното предпријатие Камена река. Претходно поради енормно намален доток на изворите од кои Каменица се снабдува со вода, водоснабдувањето се одвиваше преку алтернативни извори, чија вода беше класифицирана во втора категорија. Ова беше повод за писмена реакција од локалниот огранок на СДСМ во која се вели: Ова не само што не е решение, туку представува и дополнителна опасност по здравието на граѓаните на нашата општина. Пречистителните станици во системот и системот во целина воопшто не се ниту наменети за такво нешто, ниту пак го имаат потребниот капацитет за постигнување на квалитетна вода за пиење за населението на ваков начин. Се што успеа јавното предпријатие Камена река со ваквиот несреќен обид да направи е да го загрузи и наруши здравието на нашите граѓани. Дополнително со свартувањето на текот на реката кон водоинсталационата мрежа се прави штета на самата мрежа. Штета која доправа треба да се утврди и санира. Стои во писмената реакција на СДСМ Македонска Каменица. Додека траеше проблемот со водата за пиење, најголем дел од граѓаните користеа флаширана вода. Понеделник кажа дека не е за пиење добро са, пошто нема доволно. Купуваме си, не. Купуваме си, не преведе. Имаме за техничка вода, имаме за готвење нема. За пиење нема. Купувате вода? Купуваме, доносиме од извори каде најдеме и така. Да, сега ќе купуваме, а од чешмата од онекна ни кажаа дека не се пие водата и не знам. Не сме сигурни дали се пие или не се пие. Во врска со водоснабдувањето на Македонска Каменица денес во јавноста излезе и градоначалникот Дарко Митевски, кој во изминатите неколку денови беше одсутен. Иако е поставена нова водоводна мрежа без никакви загуби, сепак количеството на вода кое што пристигнува во базентите кои што се над општина Македонска Каменица е намалено. Нови извори зафативме и ги приклучивме на старите дренажи кои што се во функција. И тогаш водата доби малку променлив квалитет, односно не беше со квалитетот кој што е постојан во целата година кој што го има во водоводната мрежа во Каменица. После неколку дена беше зголемен дотокот на изворите и со тоа повторно си беа ставени во функција старите дренажи. За мене како градоначалник многу некоректно и многу нефер од раководителите на опозиционата партија во општина Македонска Каменица, кои што шират лаги и дезинформации, дека водата е неквалитетна и несоодветна за употреба. Многу некоректно и нефер кои што испраќаат луѓе да одат на испусните вентили за да ги отвараат во вечерните часови, да се прави загуба на вода само да прават политички приказни и маркетинг во општина Македонска Каменица. Освен во Македонска Каменица, недостигот на вода за пиење е присутен во сите општини во регионот, а во дел од нив веќе се воведени и рестрикции.